Јас вака би започнал. Значи, именно оваа тема ја имам држено пред, значи, во далечната, ќе кажам, 99-та или 2000-та. Сепак е далечна, нели, тоа се во прашање 13 години, во Шведска. Значи, ако се изразам како браќани во минатиот век, тоа е уште подалечна изгледа. Значи, во Шведска ја држав оваа тема. Верувам, тема од која што ќе се поучиме сите и ќе се проанализираме лично и како црква. Знаете што ме загрижува еден тренд кој што трае од порано, меѓутоа посебно во ова последно време на криза во Божиот народ. Дури некои работи ме разочаруваат, некои пак ме гневат. Но и нека и гнев, се доека е праведен гнев, не е ни тоа страшно, но навистина некои случувања гневат. Барем тоа јас така лично го доживам. Знаете, се некако како да се исполнуваат пророштвата всушност. Тоа е можеби од една страна тоа што треба да не радува дека се ближиме кон крајот, меѓутоа каде ние ќе завршиме на тој крај, на која страна е тоа што можеби треба да не секира. Значи се некако како да се повеќе и повеќе се отфрла духот на пророштвото. Тоа можеби никој лично онака не го декларира, не го изјавува отворено, меѓутоа тоа се гледа, тоа сепак се гледа. И сето тоа резултира со паѓање. Сето тоа резултира со криза и уште поголема ќе настане, затоа што знаете што вели тамо втора дневник 20:20, ако му бидеме послушни на Бога и ако ги слушаме Божите пророци, тогаш ќе имаме успех. А ако ние не веруваме дека Елен Вајд е Божи пророк, тогаш што бараме се уште во адвентистичка црква. Од друга страна пак сум радосен, ме храбри тоа што има луѓе цврсти и еве прилика да се заблагодарам на Господа што минатата сабота навистина бевме многу благословени. Јас лично бев многу благословен од присуството на братот Фараго. Не само неговиот настап во саботата, туку ете имавме прилика со брат Јани во неделата и со брат Данило. Во неделата имаше, тој држаше семинар во Влаје за проповедници и старешини. Па и, ете, не покани и нас, ние бевме присутни. Јас мислев дека тоа ќе биде нешто сосема нешто друго, во друг правец, па немав и некоја искрена желба да одам, меѓутоа не зажалев што отидов, затоа што тоа беше семинар со 4, мислам, беа силни пораки, духовни пораки, и мене тој ми остави многу силен впечаток, иако прв пат го видов во животот. Значи, еден од тие, можеби стари борци, и, па да, ќе кажете, не е проблем, тие старите се држат до она што значи стварно адвентизам. Проблемот може повеќе кај младите, но редок, но ги има. Фала му на Бога што има такви луѓе кои што се цврсти, стојат цврсто до она што значи адвентизам. За жал, општа е појавата, значи многу големи размери зазема оној друг правец, кој што е се поприсутен во адвентизмот, кој што, да се изразам еве со речникот на Јоел, не донесува никаков просперитет, нема Дух Свети, туку бубачки ќе донесе, скакулци ќе донесе и такви работи ќе донесе, кои што уште повеќе ќе разјадуваат, ќе прават штета. Од тие причини што тоа се забележува дека духот на пророштво се повеќе се запоставува, јас, еве, од инаед, ќе држам денеска проповед под наводници од инаед, токму од духот на пророштвото, исполнета со цитати, тоа е проповед, пак ќе кажам, ја држав далечната 99 или 2000-та, не се сеќавам точно, во Шведска, која што ја насловив како невозможно. Ќе видите и самите зошто. Меѓутоа, најнапред, пред да се задлабочиме во овие
силни цитати, кои што пак ќе кажам, треба да не замислат, да не натераат на размислување и на самоиспитување. Ќе кажеме на изјава на првиот американски претседател Џорџ Вашингтон, кој што кажал вака: невозможно е овој свет да се води, значи да се управува без Библијата и без Бога. Много убава изјава. И тоа е така. Во тој правец продолжуваме со првиот цитат. Јас нема да спомнувам од каде се цитатите. Кој сака може и да добие копија од овој материјал. Првиот цитат гласи вака: која книга може да се спореди со Библијата? Разбирањето на незините учења е неопходно за секое дете и младенец, како и за постарите. Чи за секој всушност. Затоа што токму Божјото Слово е дадено за да му покаже правец на човештвото како да стигне до небото. Зарем не е така? Во светот денес постојат многу богови и многу доктрини. Без разбирање на писмата, на Божјата реч, е невозможно, овде вели за младите, но ќе кажем за сите нас, да разбереме што е вистина или да разграничиме што е свето, а што не. Много јасен цитат. Без добро разбирање на писмата е невозможно да разбереме што е вистината и да разграничиме што е свето, што не. Денеска луѓето сите се повикуваат на Библијата, сите велат дека се христијани, меѓутоа поради недоволно разбирање, затоа повторно не е потребен Светиот Дух, оној кој што е инспирирал таа реч, нити се знае, нити се познава вистината, односно и намерно се отфрла, затоа што не е популарна, никош не била, нити пак се разграничува и може да се разграничи што е свето, што не. Значи е полека, но ќе се задлабочиме преку овие цитати се повеќе во, така да кажам, да се изразам, во сферата на невозможното. Следниот цитат. Осведочениот грешник. Значи, заборавив да спомнам, цитатите се однесуваат на различни аспекти од нашиот духовен живот. Може би ќе изгледаат и неповрзани, но сепак се обидов да ги класифицирам во барем еден, или ако имаат два, па двата да бидат во еден исти правец. Еве го следниот. Осведочениот грешник треба нешто да стори покрај покајанието. Значи, покрај тоа што треба да се кае, да се покае, што треба да стори? Тој мора да го стори својот дел, да го направи својот дел, за да биде прифатен од Бога. Што треба да направи за да биде прифатен од Бога, покрај тоа да се покае? Тој мора да верува дека Господ го прифаќа неговото покаяние според неговото ветување. Ветувањето запишено во Евреите 11.6. Се сеќавате кој беше тоа ветување? А без вера не е можно или е невозможно да му се угоди на Бога. Бидејќи оние кои што доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние кои што го бараат. И тоа е навистина така. Следниот цитат гласи вака. Постои голема потреба за ревни, несебични работници во Божјето дело. Еден посветен верник, кој го љуби Христа, ќе направи повеќе добро во црквата од 100 полуобратени, непосветени и само доволни работници. Дали го слушате цитатот? Еден посветен ќе направи многу повеќе добро за црквата и за делото Божие од 100 непосветени полуобратени. И видите сега, црквата, односно вака ќе кажам, иако овде преводот, македонскиот превод е не може, јас вака ќе кажам. Невозможно е црквата да биде жива и активна, ако сите нејзини членови не се волни да носат товари и да примаат одговорности врз себе. Ова реченица ќе повторам, иако е многу јасно. Невозможно е црквата да биде жива и активна ако сите нејзини членови,
не бидат активни, односно не примат товар одговорности врз себе. Не може тоа да биде 1, 2, 3. Затоа што, замисли си го сега телото, црквата, нели? Прикажана преку телото. И само главата да мрда и со очите и устата, пример. Останатото кип. Ајде, може би, ќе се поправам, иако тамо вели Павле дека и најнезначајните се битни делови од телото, ама ајде да речеме малиот прст ако не функционира или не. Па и не е, може би, толку. Не прави многу штета, ама е некој позначаен орган? Црниот дроб, бубрезите или не знам што. Катастрофа се случува веднаш. Следен цитат. Сето ова треба да не натера на размислување. Павле им пишува на своите браќа во Коринт, значи во прво послание до Коринќаните, 3 глава, 3 стих. Уште сте телесни и навистина што меѓу вас има завист, кавги, неслуги, не сте ли телесни и не живеете ли како обичните луѓе? За ова малку стана збор, нели, во пуката. Кога разумот е растроен од завист и кавга, не е невозможно да ги свати големите духовни вистини од Божјата реч. Дали се служувате со ова? Полни се со завист, со љубомора, со лутина, без во себе, па седнете, читајте, па ќе разберете што ќе разберете. Може би тогаш за да се растеретите, ќе пуштите да погледате некоја турска серија. Но да земете да читате Библија и да сватите нешто од неа, не е возможно, значи, еден разум кој што е растроен, вели овде преводот, од завист и кавга, да ги свати големите духовни вистини од Божјата реч. Телесниот човек, значи сега го цитира 1 Коринќаните 2.14, телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух, за него тоа е безумство и не може да го разбере, зашто тоа треба со помош на духот да се испита. Ако ја немаме помошта на духот преку кого ни е дадено словото, не можеме правилно да го разбереме и да го цениме духовното откровение, а не можеме да го имаме духот, ако сме во кавги, во завист, исполнети со љубомора и така натаму. Пазите, има силина овој збор невозможно. Сите добро знаете што значи невозможно. Нема начин. Невозможно е тоа. Во таква состојба невозможно. И точка. Едноставно, тоа е тоа. Следен цитат. По својата природа, човечкото срце е склоно на себичност и изопаченост, кои можат да се совладаат само со најстрога дисциплина и строго ограничување, а некоја се потребни дури и години на трпеливи напори и најодлучно спротиставување на искушенијата. Бог дозволува да ги искусиме тешкотиите на сиромаштија и не доведува во најтешки положби во животот, за да се покажат недостатоците на нашиот карактер и да се измазнат неговите грубости и нерамнини. Зарем не е така? Но доколку поединците и покрај предностите и приликите кои што Бог им ги дава, макар тоа биле тешкоти или незгодни некои животни прилики, Господ знае, Господ совршено не води секој од нас и многу добро знае. Кај сме слаби, ништо треба да не проведе, за да не очисти од тоа што е трошкот, што не треба да го има. Но доколку поединецот и покрај предностите и приликите кои Бог ги дава и покрај можноста да ја свати вистината, поединците всушност, во множина, да ја сватат вистината и изнаоѓаат изговор, значи и покрај тоа, за изопаченоста на својот карактер и упорно продолжуваат во својата себичност и злоба, нивните срца стануваат тврди како гранит. И тогаш, во тој случај, без примена на длето, чекан и алатки за мазнење, а сега вие во духовна смисла, па може да замислите што се тоа може да значи, значи Господ ќе превземе и таков чекор, ако срцето ви е скаменето како гранит, и длето и чекан и алатки за мазнење веќе е невозможно да се исправат. Тие, значи, мани во карактерот.
Значи, без длето, чекан и алатки за мазнење. Тоа, во зависност од секој од нас, може да бидат различни методи кои што Господ би ги искористил затоа што не сака да загинеме. Туку сака да го оформиме карактерот и да бидеме спасени. Ако во своите мисли, следен цитат, првенствено се занимаваме, ова е многу убав цитат, ако во своите мисли првенствено се занимаваме со нелюбезните и неправедните дела на другите, ќе биде невозможно да ги сакаме онака како што Христос не сака нас. Невозможно е. Што го поминувате времето дома? Постојано расправајќи за тоа што Олгица ми направи, што Данило ми рече, вака ме погледна, па не знам што мисли, па ова, па она. Тоа го поминуваме времето. Тогаш е невозможно, ако со такви мисли се занимаваме да ги сакаме, како што Христос нас не сака. Бог е љубов, а ние треба да имаме таков карактер. Но ако нашите мисли почиваат на прекрасната љубов и милосрдие, кој Христос го има кон нас, значи пазите сега, кај треба мислите да ги насочиме, кај не. Не на тоа кој шо ми направи денеска, и тоа во сабота. Оти во сабота се гледаме и обично и тоа го коментираме. Туку да го насочиме нашиот ум кон милосрдието, кон љубовта, кон она што Господ прави во нашиот живот, како тој се однесува кон нас, кон тоа треба мислите да насочиме. Истиот дух тогаш и ние ќе го покажеме кон нашите блиски. Ние треба меѓусебно да се сакаме и почитуваме и покрај очигледните грешки и маани. Затоа што секој има грешки и секој има маани. Нека ми каже кој нема. Мораме да се учиме на понизност, да учиме да не се подпираме на себе и да имаме нежно трпение кон грешките на другите. Сето тоа ќе отрне тесно градата себишност и ќе не направи великодушни и дарежливи. Значи, ако дома ги прераскажувате или било каде, некој настани, некој дори некои замислени сцени, често пати знаеме да си замислуваме некои работи, како и да е вистина и да не е, секојаш е зло тоа за нас. И ако така го поминуваме денот или деновите, тоа ще е невозможно да ги сакаме тие наши браќи и сестри. Невозможно едноставно. Следен цитат. Невозможно е да се биде во заедница со Христа, значи сличен на претходниот. Невозможно е да се биде во заедница со Христа, а да се покажува нелюбезност кон другите и да се запоставуваат нивните права. Што да коментирам тука? Е јасно. Следен цитат. Бидејќи гледам опасност која им се заканува на младите од непристојно четиво, јас овде не би ги ставил само младите, затоа што тука може да паднат сите. Значи, во тоа време немало серии, немало телевизија, па затоа Елен Вајд се занимава овие своји цитати со читање на книги. Бидејќи гледам опасност која им се заканува на младите од непристојно четиво, не можам а повторно да не упатам опомени кои ги примив со оглед на ова големо зло. Малку се сваќа штетата која ја доживуваат работниците во допирот со она што е од сомнителен карактер. Цели реченици се вржуваат, внимавајте. Се извинувам, една реченица скокнав. Она со што се во допир го привлекува нивното внимание и го потикнува нивното интересирање. Па знаат, оние кои што се сценаристи и режисери, точно кај да ја запрат епизодата, да не можете да дочекате следниот ден. И дори да си раскажувате дома, вака ќе биде, ќе видиш, вака ќе има. Неверојатно мок има тоа, да. Цели реченици се вржуваат во помнењето, од читање книги, овде, кажува Елен Вајд, меѓутоа, па уште кога имате слика пред себе, ви нудат слика, тоа е уште повеќе. Се јавуваат мисли. Речици несвесно читателот потпаѓат по влијание на писателот,
а умот и карактерот го примаат злото. Чи несвесно. Оние на кои верата и самосовладувањето им се слаби, тешко можат да ги отстранат мислите кои им ги нуди таквата литература. Кога младите, односно сите ние, би размислувале за влијанието кое го имаат овие книги на умот. Можете ли по такво четиво да ја отворите Божјата реч и со интересирање да ги читате зборовите на животот? Можете ли? Сте пробали ли некојаш? Со интересирање. Не ви е интересна веќе. Станува неинтересна Библијата. Знаете ли што научници денеска, значи луѓе кои што се бават со тие тематики велат дека што повеќе детето гледа телевизија, тоа не му се учи, не му се чита книги едноставно, тоа делува на умот. Можете ли, значи, по такво четиво да ја отворите Божјата реч и со интересирање да ги читате зборовите на животот? Зар не сваќате дека Божјата книга е незаменлива? Магијата од тие љубовни приказни го окупира умот, го уништува неговото здравје и прави да е невозможно да го насочите на важните свечени вистини кои одлучуваат за вашата вечност. Невозможно. Па зашто денеска толку многу пари се фрлаат по таа индустрија, забавна индустрија? Само за да не заокупираат со неважни работи, глупости, за да немаме време за оние работи кои што се од вечна важност и од судбоносна важност за нашите животи, вечни животи. Вие грешите против своите родители, пазите, продолжува цитатот, кога на толку бедна цел и му го посветувате времето кое што ним им припаѓа. Значи сега, пошто се однесува на младите, меѓутоа може и спротивното. Татковците и мајките немаат време децата да си ги видат од серии, пример, може и тоа да биде. И грешите и пред Бога, односно грешите кон Бога, затоа што го трошите времето кое што би требало да му биде нему посветено. Че како и да е, оно дел што треба да се истакне овде е дека магијата од тие љубовни приказни го окупира умот, го уништува неговото здравје и прави да е невозможно да го насочите на важните свечени вистини кои што одлучуваат за ваша вечност. Следен цитат. Секој што себе, ова е во сферата на самоправедноста, исто како еден многу голем проблем, значи не велам дека сум опфатил се. Можете тие кои што имате дома списите од Елен Вајт на компјутер, само напишите impossible или невозможно и ќе ви излезат еден куп цитати и можете во различни правци да најдете, значи куп цитати, меѓутоа колку што е времето, толку и од прилика оние кои што мислев дека се значени и ми беа и мене интересни, ги опфатив. Еве значи следниот цитат. Секој што себе си се смета за праведник, почнува да ги презира другите. Како себе си што се споредувал со другите луѓе, фарисеот и сите други ги споредувал со себе. Својата праведност ја оценувал според нивната. Така што колку тие изгледале полоши, се повеќе тој изгледал подобар. Неговата самоправедност го наведувала да ги обвинува другите. Со тоа покажувал сатански дух, затоа што сатаната е обвинувач на браќата и сестрите. И видите сега последната реченица. Луѓето инспирирани со таков дух, самоправеден и сатански дух овде вели, не можат, односно невозможно е за луѓето инспирирани со таков дух да воспостават заедница со Бога. Можете да доаѓате со години во црква и сето тоа, и да пеете, и да рецитирате и се, меѓутоа, ако имате ваков дух, невозможно е да воспоставите заедница со Бога. Ви немате заедница со Бога. Зашто невозможно да ја воспоставите. Не може да разговараат со него. И затоа, во случајот сега на фарисеот, отишел дома лишен од Божите благослови. Ние денеска ќе дојдеме во црква, и ако сме со таков дух,
Може добро ќе си поминеме, ќе слушнеме добра порака или не знам, песна или било што, ама ќе си отидеме без благослов, не благослов. Како што овој фарисеј заминал. Знаете од познатата парабола. Следен цитат во исти правец, не е. Не знам дали го прочитам овој мајде. Не е лошо си прочита. Ова повеќе се однесува на оние кои што веруваат во бесмртноста на душата, може би. Да, и оние кои што веруваат во чистилиште, па не знам, во чистење на душата после незината смрт. Еве што вели овој цитат. Во параболата, значи, се однесува за коментар за параболата за сиромавиот Лазар и богатиот. Христос сакал, значи, ова парабола, неговите слушатели, затоа ја кажал параболата, меѓу другото затоа, да сватат дека човекот по смртта не може да стори ништо за спасение на својата душа. Невозможно човек да стори било што за спасение на својата душа после смрт. Затоа што додека е жив. Затоа, значи, додека е жив, човек треба да се што прави, да прави за своје спасение. Оно што да дозволи Господ да прави. Следен цитат. Пред очите на народот мора да има реформа. Ева сега, овие два цитата, мислам дека беа или три, се однесуваат на здравствената реформа. Пред очите на народот мора да има реформа, постојана реформа, а ние мораме со свој пример да го зацврстиме нашето учење. Вистинската вера и здравствените закони одат рака под рака. Невозможно е да се работи на спасение на луѓето, а да не им се укаже на потребата да се откажат од грешните уживања кои го уништуваат здравието, ја понижуваат душата и спречуваат божествената вистина да влијае на умот. Че невозможно е да проповедат Евангелија, а да... Што беше здравствената реформа? Десна рака на Евангелието. Невозможно е да проповедат Евангелие, како што мнози на денеска проповедаат, а пушат, пијат и не знам што. Се не работи. Па сад, во светот луѓето, докторите кажале во здраво тело, здрав дух. Тоа е просто едноставно и докажано и јасно. Господ така не создал тие делови, компоненти, се поврзани всушност едно со друго. Луѓето треба, вели, да се поучуваат, внимателно да ја разгледаат секоја навика и секоја постапка и веднаш да се откажат од оние работи кои создаваат нездрава состојба на телото и фрлаат мрачна сенка на умот. Бог сака неговите светлоносци, секојаш високо да го држат знамето. Следен цитат. Во тој правец сличен. Незнаењето не е причина за престап на законот. Светлоста свети јасно и никој не треба да биде во незнаење, затоа што самиот голем Бог е човековиот учител. Сите се обврзани пред Бога со најсвети обврски да внимаваат на вистинската филозофија и вистинското искуство кој тој сега им го дава во однос на здравствената реформа. Тој одредил големиот предмет на здравствената реформа да се задвижи и луѓето да се раздвижи, да живее и луѓето да бидат поттикнати на истражување, затоа што е невозможно за луѓето со сите своји грешни, по здравието штетни навики кои го слабиот умот, да ја разпознаваат светата вистина преку која треба да бидат осветени, облагородени, воздигнати и подготвени за друштвото на небесните ангели во царството на славата. Уште една невозможност. Ако не ги тргнете сите тие штетни навики кои што го слабиат вашиот ум, па нормално е. Со она што се храните, тоа делува и на вашиот ум. И клетките од вашиот ум се хранат со тоа. Тоа е невозможно да разпознаете што е што, да ја разпознаете светата вистина. Е уште еден, во тој правец, секој вистински христијанин ќе има контрола на својот апетит и страсти. Доколку не се ослободи од робството на апетитот, и кога станува зборува за апетит, ја ќе кажам апетит за било што, не само за јадење. Значи, доколку не се ослободи од робството на апетитот, тој не може да биде вистински послушен Христов слуга. Попуштањето на апетитот и страстите го отапува влијанието на вистината врз срцето. И вели,
невозможно е духот и силата на вистината да го посветат човекот, душата, телото и духот, кога тој е под контрола на сензуални желби. Невозможно. Е уште еден во еден друг правец, оние кои што ќе гледаат, ако што прашање колку ќе гледаат, оние кои што се од некоја друга верска заедница, затоа што уште кога ќе слушнат Елен Вајт, како попарени бегаат. Како и да е, корисен и за нас, предметот на светилиштето почнуваат нашите браќи и сестри како попарени да бегаат од Елен Вајт, а не па што станало за другите. Пазите, што не разликува? Па ние немаме разлика, нема разлика од адвентистичка до евангелистичка црква, ако ја немаме Елен Вајт, односно духот на прошлото. Нема разлика. И затоа, како што гледаме, како што сме сведоци, тргајќи ја Елен Вајт на страна, заликуваме веќе се повеќе на другите. За жал. Предметот на светилиштето и на истражниот суд Божиот народ треба да го разбере јасно и правилно. Сите би требало да стекнат лично познавање за положбата и за делото на нашиот голем поглавар свештенички, инаку ќе им биде невозможно во ова време да имаат вистинска вера или да заземат положба што Бог сака да ја имаат. Луѓето денеска не знаат кај се наоѓа Исус Христос. Не знаат што прави. Нам Господ ни открил преку познатите пророштва на Даниел, како сакате. Знаеме каде и дека посредува за нас се уште, и ако го немате тоа во вид, вам во ова време во кое што живеете, ви е невозможно да имате таква вера. Самата замисла дека престои суд, ако не веќе почнал, морам за живите. Има поинакво влијание врз вас, би требало да има барем, не да влее страф, значи тоа е бескорисно, туку да влее сериозност во кое време живееме и што всушност може да се случи. Сега, за да не остане овака мрачна ова слика, може би што ја даваат овие цитати, иеко реков, ова е за наше преиспитување. Да не биде јасно дека некои работи се невозможни, ако не е така и така. На крајот нема завршиме така, малку поинаку, но може некој ќе каже на сите овие зборови, слично како што кажале Христовите ученици во Марко 10 глава, 26 и 27 стих. Знаете, како Исус им каже, полесно е на камилата низ иглени уши да влезе отколку на богатиот во Божито царство. И учениците реагирале, како што може би некој кој ќе слуша сите овие цитати, ќе каже, па чекај, па кој може тогаш да се спаси? Невозможно ово, невозможно да се спаси човек. Што одговара Бог таму? 26 и 27 стих. А тие се чудеа многу и си велеа меѓу себе, тоест кој може да се спаси? Кога ги погледна Исус им рече, за луѓето тоа не е можно, за луѓето е невозможно, на вистина невозможно, кој ќе помисли човек, кој ќе ги слуша сите овие работи. Ама за Господа се е можно. Ево цитат. Собственото јас тешко се победува. Сите се слагаме со тоа. Да се почини човечката изопаченост на Христовиот дух во секој облик, навистина не е лесно. Но сите треба да бидат запознати со фактот дека ако со Христова помош не стекнат таква победа, не постои надеж за спасение. Невозможно е човек да се спаси во своји сили, со природата кој што ја носи. Невозможно е. Само со Христова помош. Победа може да се стекне, бидејќи на Бога ништо не му е невозможно. И фала што имаме таков Господ. Во тоа се состои убавината на Евангелието. Пазите. Да ве изведе од таа невозможност. Пазите, Господ
иако, еве се начитавме на невозможности, на многу невозможни работи, кога ќе се најдете во таква невозможна ситуација, сетете се на Господ, сетете се дека Господ е Бог кој што е специјалист за невозможности. Затоа што за Него се е возможно. Нема невозможности за Него. Значи, но сите треба да бидат запознати со фактот дека ако со Христова помош не стекна таква победа, не постои надеж за спасение. Победа може да се стекне, бидејќи на Бога ништо не му е невозможно. Со помош на Неговата благодат можеме да ја победиме секоја лоша природа и секоја човечка изопаченост. Секој христијанин мора да се учи од Христа, кој вели овде не навредуваше кога го навредуваа. И последниот цитат, ве отепав со цитати денеска. Јас кажав зинајат на оние кои што ја тргаат Елен Вајд. Само напред, вели овој цитат, Господ ќе делува со голема сила, ако ти одиш во сета понизност на умот пред Него. Или во превод, само напред, Господ ќе делува со голема сила, ако ти одиш напред на колена. Така јас го сваќам. Не е вера да се зборува за невозможностите. И сега, кога ќе излеземе од црква, немојте сега, ова невозможно. Не, јас ги изцитирав цитатите за да бидат еден тест, на некој начин да се преиспитаме каде сме, што сме, да се уозбилиме, можеби, затоа што можеби ни недостасува озбилност, а да се задржуваме премно овие работи, не. Овде вели, не е вера да се зборува за невозможности. Добро, патем речено овде, кажува и за, знаете, кога често пати сме разочарани, па почнуваме да јадикуваме, па да се жалиме еден на друг, па не можам, па спаѓам 100 пати, па 200 пати. Значи, не е вера да се зборува за невозможностите, затоа што ништо не е невозможно за Бога. Не знам што да додам на крајот, освен едно големо амин, едно големо благодарам до Господа, затоа што за Него нема ништо невозможно. Но сепак апел да овие цитати да добро размислиме и да се видиме каде сме, можеби, во сите овие области, и ако има уште еден куп цитати, зошто можеби е невозможно и некои работи не тргаат од мртва точка во нашиот живот? Зошто не е возможен напредок во нашиот духовен живот? Зошто е невозможно нешто со црквата? И било што? Нека Господ ни помогне да наистина размислуваме, да се самоиспитуваме, но од друга страна да го имаме предвид фактот дека за Господа се е можно ако ние му се предадеме и ако тргнеме напред на колена. Слава нека му е. Амин.